господа, добро вечер. Тоа што во моментов треба да не радува е дека сме пред стартот на највозбудливиот квиз во земјава Срекно семејство. Затоа ви препорачувам во следните 30 минути да останете пред ТВ екраните заради тоа што забавата е загарантирана. Пред нас е 11-тото коло, во кое како и досега Ева на Македонија ја вреднува довербата на своите корисници. Во изминатите 10 изданија 10 семејства усрекивме со по 1000 евра. Исто толку со по 500 и со по 300 евра. Така ќе биде и оваа вечер во која со трите нови семејства ќе го надминеме досегашниот фонд на добивки од 18.000 евра. За ова ќе замолам еден аплауз и да можеме да ја стартуваме 11-тата емисија на Срекно семејство. А во сето ова ќе ни помогне стручната комисија како и во секој издание на квизот. Составено од двајца представници од Ева на Македонија и НОТ. Добро вечер, господа, и за вас. А пак семејствата со кои вечерва ќе играме ни доаѓаат од Демирхисар, Скопје и од Тетово. Па со ред и да ве запознаам со нив. На позиција број 1 семејството Јовановски од Скопје, тато Никола, мајка Милица и керката Ева, која има 10 години. Добро вечер за вас. Семејството Димитриевски од Демирхисар, кој живее во Скопје, го сочинуваат Михајло, керката Лилјана и внукот Антонио. Добро вечер и за вас. И од Тетово ни пристигна семејството Бекири, Арбен, Астрид и Зекирија се на позиција број 3 и ќе се борат за едно од трите загарантирани суми од 1500 и 300 евра. Но со ред, да се запознаеме накратко со семејството Јовановски. Добар ден, и доаѓате од Скопје, како се чувствувате? Одлично. Ви изгледаат ли тешки игрите? Не, но изгледаат возбудливи. Изгледаат возбудливи. Ева, знае ли у кои игри ти? Да. Имаме ли кого Ева да поздравиме, кажеме? Бабите и дедовците. Бабите и дедовците, супер. На позиција број 2, семејството Димитриевски. Добар ден и добро вечер веќе. И за вас, како вие се чувствувате? Спремни за земање 1000 евра? Да. Она што за вас, Михајло, го дознав е дека сте учесник во државни првенства во пикаду. Несомнено го спомнувам ова заради тоа што нашата трета игра во која штедиме струја е некако најблиска со пикаду. Дали таму ќе ја видиме сигурно? Не, внукот че онај оти сите ние помалку тренираме, така да. Да. Трениравте некој од игрите? Никој да наследи нешто, значи од дедо, затоа пикадото не го ќе го дајаме сега. Јас ќе пробам среќата. Одлично. Да ја продолжи традицијата. Одлично. Ви посакувам среќа. Семејство Бекири, ви доаѓате од Тетово, како сте вие, добри? Каква вестка ни донесете од таму? Што се случува, што има старо ново во Тетово? Све е поисто. Спремни сте да играте? Подготвени сте, се распределивте кој која игра ќе игра? Одлично. Ви посакувам и вам среќа воопшто да сите три семејства, а ние го стартуваме 11-тото коло поред на Срекно семејство со првата игра Топка на среќа. Тато Никола од семејството Јовановски прв ќе го сруши мразот или овие коцки кои ќе му донесат поени во Топка на среќата. Стиграли ли некогаш јам? Нешто слично е Нешто ова слично, со јам. да. Значи среќа е упрашање. Така. Ја имате ли? Се надевам ќе видиме. Имаме 3 обиди. Ајде, Ајде. повелете. Благодарам. Ајде, еден силен удар и една поддршка да добиеме за старт, за да може. Па, добро, одлично. Имаме и шеска, имаме и не се знае се уште петка. Ајде, имате уште 2 обиди, Никола, за оваа коцка, па потоа го пресметуваме вкупниот збир. Во овој случај ќе направиме вака и да добивме четворката. Повелете само до мене. 6, 10, 16, 18, 20 и 3 поени за семејството Јовановски. Солидна бројка е ова. Барем од искуството во изминатите 10 изданија, солидна бројка. Но имаме уште 2 семејства за игра. Наред се семејството Димитриевски. Следен во обидот да ги сруши овие коцки од семејството Димитриевски е Чичко Михајло. Подготвен на својата позиција со 3 обиди да ги срушиш овие коцки. Но пред тоа, околу пиетакадото сакам да ве прашам. Државни првенства на кои што сте учествувале како пензионер, се уште сте активни. Ке можете малку повеќе и накратко да не запознаете околу тоа. Од каде љубовта кон овој спорт? Љубовта уште како дете сакав да фрлам некои стрелки таму, што ја знам онако. Така да овде, кога станав пензионер,
се уклучи во пензионерското друштво Карпош 1, а таму имаше пикадо и пензионерски надпревари, спортски И на кој надпревари. ниво се овие спортски надпревари, има конкуренција, има А има конкуренција. На општинско одиме, републичко и државно. и вашето Регионал. пензионерско друштво која на позиција има? Како иде тоа? Први сте, втори, освојувате награди? Па 4-5 имаме државни првенства, мислам учествувано. Така. А едно имаме трето место освоено, едно, а доста имаме регионални надпревари, со Тетово Гостивар, МВР и ние се надпревараме, а на државното па одиме и од другите градови, Битола, Кочани, Делчево и други градови. Да. Одлично. Ајде се да видиме колку сте прецизни во топка на среќата. Да, нормално еден аплауз. Имате, Чичко Михајло, 3 обиди. Ајде, можеме. Можеме и со еден обид, мислам дека. Ајде. Еве, јас ќе направам уште од пред стартот еден простор за последната коцка. Доволни беа 2 обиди, драги господа. 7, 11, 13, 21 поен освоени во оваа игра. Ништо не, имаме 3 игри пред нас, 1500 и 300 евра во игра на реце од семејството Бекири од Тетово во топка на среќа. Највозрастниот од семејството Бекири Арбен е на својата позиција. Изгледа ли лесно да се срушат овие коцки во 3 обиди? А во еден? Ќе се обидеме. Ајде да се обидеме, Арбен. Топката е твоја, коцките и среќата да видиме која ќе ти биде донесена. А, добро. Имаш една шеска. Одиме и со оваа коцка, засукај ракави ако има потреба. Четврка ни донесе и да видиме вкупните поени, повели до мене, во оваа игра се 21, исто како семејството Димитриевски. Во овој случај, за да дознаеме кој ќе понесе 2, а кој 1 поен од оваа игра, бидејќи семејството Јовановски има 23, ја фрламе срекната коцка. Те замолувам, еден од семејството Димитриевски да повели да ја фрли срекната коцка. Ајде, повели, Чичко Михајло, ти, еве. Армен, јасно е така, бараме поголема бројка, кон стручното жири, што поблиску за да видат убаво. Повелете, Чичко Михајло, еве, застанете овдека. Еве, повелете. Дали треба да кажам 3-2-1, фрлете ги коцките кон стручното. Да видиме кој од вас во првата игра ги носи 2-та, кој 1. Одиме. Ајде. Двојка и двојка во овој случај треба пак да фрлиме, толку изедначена играва не ми се верува. Предпоставувам дека и до самиот крај ќе остане ваква изедначена. Пробајте да не ја погодите онаа коцка. Се шегувам. Одиме. Ајде. Ајде да видиме кој од оваа игра ги носи поените. Семејството Бекири 2 поени понесува од топка на среќата, семејството Димитриевски 1 поен, а семејството Јовановски понесе 3 поени во првата игра. Наред е да играме кошарка, односно да играме на слепо. Семејството Јовановски се на своите позиции. Ева и тато Никола, спремни да играат играта на слепо. Ева, малце ке те дезориентирам, но повторно си свртена кон твојот татко. Го гледаш? Не. Не го гледаш. Една минута имаш што повеќе топки да метнеш во овој кош. Тато Никола, биди добар кош, добар обрач. Ќе се Не обидам. сакам бугарски кошови. Една минута имаме време за оваа игра. Ева, спремна? Стартуваме сега. Ајде! Ајде еден аплауз за подршка и еве ти е првата црвена и втората црвена топка во кошот. Да знаеш, тие топки ти носат 3 поени, жолтите 2 поени, а сините 1 поен. Тато Никола место направи во кошот, добро и оди на Ева. Погоре, Ева, нагоре. Ете, Ева ги слушаш, нели? Погоре, Ете, тоа е одлично. Браво, Ева. Погоре. Погоре. Ева, горе. Ајде. Повисоко. Повисоко, Ева. Добиваш Браво, сугестија Ева. дури од противничките тимови. Браво! И одлично ти оди, да. Имаш 15 секунди
Многу црвени, многу жолти и многу сини топки во игра се. Ајде! Повисоко малку. Ајде, тато Никола, прави место, тато Никола. Биди подготвен како што е Ева подготвена. 5 секунди имаме. Ајде, Ева, уште оваа топка. Не истече времето, Ева. Браво. Ајде, извади ги од шилата и повели до мене да преброиме колку топки успеатме во кошот. Дојди тука. Задоволен, тато Никола? Супер. Браво. Браво. Браво, Ева, одлично шутираше. Не знам дали од останатите екипи ќе може да достигнат бројката од 38 поени, луѓе. Тоа се доволно поени, браво, секоја чест. Одиме со следното семејство, Димитриевски да играат на слепо. Семејството Димитриевски се наред да играат на слепо. Антонио и тетка Лилијана се на своите позиции. Антонио, се е во ред? Да. Може ли малку да те дезориентирам? Успеа во ова или не? Не верувам. Не веруваш? Знаеш ли каде е тетка Лилијана? Мислам дека да. Ајде да видиме дали си во право, имаш 1 минута. Што повеќе топки очекуваме во овој кош? Стартуваме сега. Ајде! Ајде прво па црвено. Второ па жолто, па и трето. Ете, ја слушаш тетка ти, малку понапред вели. Лево. Пробај само да не мрднеш од позицијата во која се наоѓаш, Лево малку доле. повисоко. Одлично. А тетка Лилијана, една сугестија до тебе да направиш побрзо место во кошот, добро, затоа што ни избега оваа избега. топка. Не ме слушајте мене, готово, јас ќе му сугерирам само на Антонио. Добар си. Горе. Добар си. Горе лево. Горе лево. Тони, горе лево. Ете, горе лево за црвена топка, добра сугестија, одлично, имаш 25 Многу секунди, маваш. Антонија. Во десно, во лево. може. Многу маваш во десно, во лево. Во лево, црвени топки, богами, имаш доволно. Сега ќе почнеме да ги ситниме, претпоставувам и жолтиве и синиве, тие ни носат 1 поен. Антонио, да, Дај их ми избега. 4 секунди, една топка избега, ова е последната која што успеа да ја внесеш во кошот, но немаше да рачунаме и оваа сина топка. Антонио, повели до мене. Добар си, одлично си. 2 црвени, тоа се 6 поени кои избегали. И 2 плави, тоа се 2 поени. Тие нека избегаат, можеше место да се остави. Иако знаат некогаш да преседнат. Ја умори тетка Лилијана. Па нормално ќе те умори 51 поен. Браво, одлично. Одлично. Семејството Бекири од Тетово се следни во играта на слепо. Аплауси за семејството Бекири од Тетово. Астрија и Зекрија се подготвени да играат играва. Може малку дезориентација, да пробаме да го изгубиме нашиот братучет, но се е тука. Топките се тука, кошот е на некој си 3 метра од тебе. Имаме 1 минута како изостанатите семејства. Стартуваме сега. Сугестии примаме. Ајде! Почни! Ајде, Астрид, првата црвена евеја во кошот. Ајде, сугерираме, дај му. Ајде да видиме дали се достижни 53-те поени. Ајде, иде добро. Оди добро, ајде. Ајде. Добро е, само не мрдете од позициите. Арбен, сугестија дај им на Бартучелив. Ајде, кажи му што да прави, макар што добро му оди. Ајде. Макенде. Ајде. 25 секунди. Имаме доволно време. Место направи, место направи. Аха, може и така, да. Место. Да видиме, треба да собере овој кош, па повеќе од 53 поени, колку што успеа да освои семејството Димитриевски. Ајде. 7 секунди ќе го слушнеме звучниот сигнал кога треба да престанеш да фрлаш. Прави место, прави. Оваа топка беше сврлена во дел од секундата. Стручно жири, можеме да пресметаме. Повели Астрид кај мене, извади ги само од шилата. Ојте. Повели да ги преброиме вкупно освоените поени во оваа игра. Одлично. Вкупно 42 поени за семејството Бекири од Тетово, што значи ги носат 2 поени во оваа игра, семејството Димитриевски 3 поени и семејството Јовановски 1 поен од оваа игра. И ајде да видиме и генералната бодовна ситуација, повелете на вашето место. Одиме семејството Јовановски 4, Бекири 4 и Димитриевски 4. Како што споменав и на самиот почеток, борбата изедначена за 1000 евра, сите се во игра. Одиме со третата игра во која штедиме струја.
двете одиграни игри неизвестноста се уште е присутна во срекно семејство. Сите три срекни семејства имаат по 4 поени. Едно од нив, после третата игра, ќе замине со 300 евра. Но пред тоа имаме за играње. Семејството Јовановски на својата позиција ќе штедиме струја, ќе ги гасиме светилкиве, ќе се обидеме. Добри сте во тоа? Сега за сега да. Да, тоа го кажуваат, предпоставувам, сметките. Да. Нели? Да. Имаме 1 минута време. 9 светилки, го чекаме тајмерот, а веќе се појави, стартуваме сега. Ајде. Ајде почнеме. Ајде, ете, Ева помага со тоа што ти доделува топки и јас ќе пробам да го направам истото, а можеш и од спотер, истата да се врати во кош. Ајде, Ева, првата светилка. Никола тешко оди? Не, добро оди. Или треба да споменам дека тешко оди, па за да почне добро да оди, да. Може. Прекинувачите ги бараме. Добро е, еве го и третиот и запамети. Добро е. Со стил. Ева, топки мора. Па добро е, 27 секунди. Добра си, Никола. Имаш време? Ајде. Одлично, за 20 секунди пред истекот на официјалното време. Сите 9 светилки изгаснати за семејството Јовановски. Добри сте. Одлични сте уштедењето струја. Одиме, семејството Димитриевски се наред. 9 светилки мора да бидат изгаснати како би штеделе електрична енергија. За кратко гледаме колку се добри во штедење на електрична енергија и семејството Димитриевски. Антонио е подготвен, има 1 минута, многу топки и 9 светилки за гасење. Колку сте вие добри во штедење на електрична енергија? Имаваш? Да, јас многу често. Обично јас сум оној кој што ги гаси стендбај на вечер телевизорите, компјутерот. Така. Лично. А вие тука ли? А јас не готвам многу. Ем линија држиме, ем струја штедиме. Так. Одлично. Ајде да видиме. Ако е така, 9 светилки ќе бидат изгаснати. Имаме 1 минута време, стартуваме сега. Поддршката веќе ево те. Ајде. Одлично. Еве, првата, по незе и втората, па ќе дојде и третата. Имаме време 50 секунди, само сконцентрирано. Чинам дека дедо ти ќе се покажеше добро во оваа игра, но викаат дека светот останува на младите, Антонио, па гледам дека си добар и ти. 4 светилки се во игра, 36 секунди. Добро е. Паметиш кој од прекинувачите веќе ги притисна? Да. Ајде да видиме. Кој е тој? Кој е тој прекинувач? 23 секунди за 2 секунди подобро од семејството Јовановски. Сите 9 светилки за Димитриевски. По се изгледа и тука ќе одлучува срекната коцка, но пред тоа семејството Беќири од Тетово да играат во тоа да штедиме електрична енергија. Изедначена е борбата до самиот крај. Двете семејства Јовановски и Димитриевски имаат по 9 изгаснати светилки. Наред се семејството Беќири, предизвикот е голем, предпоставувам. Лесно ли е да се изгасе 9 светилки? Изгледа лесно, но ќе видиме дали ќе биде така. Имаме 1 минута. Во оваа игра одлучуваме кој заминува, кој освојува 300 евра, а кој две семејства ќе одат во финале. Ајде, ако сте спремни, имаме 1 минута, почнува да тече сега. Ајде, Боги. Ајде, Астрид. Сконцентрирано за првата, па еве и втората, 1 по 1. Ако мислиш дека не оди, смени го прекинувачот. Штедиме, ајде полека штедиме. 2 светилки до сега, имаме 40 секунди. 3. Ајде, тука и четвртата готово. Треба долниот дел од прекинувачот, каде се симулира дека немаме светло, а горе го пали. Добре. Одлично. Ајде да видиме. 20 секунди. 3 светилки, памтиме ли кој прекинувач е во игра? Да, ајде да видиме. Ова ќе биде најизедначената и досега ваква борба не сме виделе до самиот крај да биде изедначена. Сите се во игра за 1000 евра, за 500 и за 300 евра. Ајде, уште 1 секунда, истече времето. Ова светилка, стручната комисија вели дека не можеме да ја признаеме по истекот на 60 секунди, што значи дека семејството Беќири со 8 изгаснати светилки го освојува третото место и 300 евра. Задоволни ли сте од играва? Добра игра покажавте до самиот крај. Борба
Повелете на вашата позиција, семејството Јовановски и семејството Димитриевски одат во финале. Како би одредиле кој е од нив прво ќе фрла во четвртата игра, поканувам по еден представник од вашето семејство, повторно овие срекни коцки ќе одлучат кој ќе фрла во првата игра. Ајде! Ето Никола. Повели Илјани за тебе една коцка, кон стручната комисија. Давам сигнал, не давам сигнал, можете слободно да ги фрлите коцките. Ајде! Добре, семејството или Никола, семејството Јовановски ги освојува трите поени во оваа игра, 2 за семејството Димитриевски, повелете на вашите позиции. Генералната состојба ја гледаме на екранот, 7, 6 и 5 поени за семејството Беќирио Тетово, кој замина од 11-тото коло на срекно семејство со 1000 евра. Сега следува моментот кога ги извлекуваме над преварувачите за следното 12-то коло. Добро, внимавајте на вашите сметки за електрична струја и јас ја носам мојата, го пратам бројот на корисник, но бидејќи сум од Скопје, гледам дека имаме од Гевгелија, Кратово и Кавадарци, не сум во игра. Но ги имаме гевгеличани, кратовчани и од Кавадарци, еден аплауз за нив и дополнителни 6 броја за корисници, доколку некој од овие три семејства не успее да стигне во ова надпреварување. Тоа е се, за кратко следиме финале. По неизвестна борба каква не сме виделе досега во срекно семејство, ги имаме двете семејства кои играат финалната игра. Некој од нив ќе замине со 1000, некој со 500 евра. Правилата се едноставни. Треба да споиме 4 топки, имаме 3 минути време, дали вертикално, хоризонтално или диагонално, како сака. 1000 евра се во игра. Ајде, почнуваме семејството Јовановски како носители на најмногу поени по трите одиграни игри, вие први фрлате. Не брзете, полека. Ајде! Ајде, нека не се срами топкави, нека влезе на вистинската позиција. Одиме, семејство Јовановски. Оп, пропуштена една и за вас, а две и за семејството Димитриевски. Ајде да видиме полека. Еве ви топки. Одиме, кој е наред? Никола. Добро. Ајде полека, табла кош бараме овдека. Да видиме. Антонио. Добро. Инаку ќе споеше Никола 3 топки, пак имаше 2 опции да спои 4 и да однесе 1000 евра. Ајде сега си Антонио типа Никола. Полека имаме 2 минути и 20 секунди. Ете, опцијата на Никола е веќе затворена. Одиме на друго поле. Антонио, 3 топки ако влезе ова на вистинското место. Добро, Антонио. Дали е ова таа топка? Дали е ова? Не е таа топка. Антонио, Никола се обидува да сопре. Може би ќе биде оваа топка. Не е дури каде отиде. Ајде да видиме дали со ова ќе ги затвориме трите топки на семејството Димитриевски. Не. Одиме Антонио. Одиме Антонио, кај ќе излезе оваа топка? Дури таму. Минута и 45 секунди, доколку не успееме да споиме 4 топки, а успеавме, семејството Димитриевски освој 1000 евра во 11-тото коло на срекно семејство. Семејството Јовановски заминува со 500 евра. Покажавте одлична игра, честитки за освоеното второ место. Честитки Антонио, одлични бевте сите семејства. Сите заминувате со награда, повелете на вашите места. А ние за кратко се среќаваме со представниците од ЕВН Македонија, дознаваме некој новитет и ги доделуваме освоените ваучери. Дојдовме и до самиот крај на 11-тото коло на срекно семејство, односно до моментот во кој на нашите срекни семејства им ги доделуваме освоените ваучери. За таа цел, како и досега, од ЕВН Македонија, Атанас Ковачевски го имаме. Добро вечер. Добро вечер. Еден аплауз за вас и ќе ви искористам да ве прашам, во изминатиот период ЕВН Македонија изврши промена на телефонскиот број за контакт центарот.
па ќе ве замолам. Што тоа значи за корисниците на вашите услуги? За 0890 и 58 или 8888. Одлучивме да има само еден број на кој нашите корисници ќе може да се информира за се што им треба или што имаат отворени прашања кон Ева на Македонија и да ги пријават дефектите. Значи буквално се што се однесува на трошењето на електричната енергија, на сметките, за корекција за сметка, за информација, за дали е достатен рокот за плаќање или се, буквално може да се информираат на тој телефон и на истиот телефон да ги пријават дефектите. Тоа е новината, одлучивме на едно место да може да добијат информацијата за се што ги интересира нашите корисници. Ви благодарам, а на ова место единствено може да добијат вакви вредни награди, па ајде со ред. Семејството Беќири од Тетово го освои третото место и 300 евра во денарска противредност. Честитки за вас. Со здравје да си ги користите. Се знае ли каде ќе отидат парите или се уште не испланирате? Ќе ги поделите. Одлично. На позиција број 2 завршија семејството Јовановски од Скопје. Тие освојуваат 30.750 денари. Ева го подигнува ваучерот и предпоставувам дека таа ќе ги потроши парите. Така е, Ева, или не е така? Не. Сите заедно. Одлично, само така ќе бидеме срекно семејство и од Демирхисар со живеалиште во Скопје, семејството Димитриевски, 1000 евра освоени во срекно семејство, 11-тото коло, за нив ќе биде најсрекно и запамтено. Честитки и за вас. 61.500 денари. Се знаат ли каде ќе бидат искористени? Мислам дека ќе ги потрошиме во образовни цели, бидејќи тоа што го вложуваш таму е најдобриот полог. Така што... Одлично. Ви благодарам многу, супер игра покажавте, а вам, почитувани гледачи, ви очекувам повторно за 2 седмици, во истото време на вашата омилена телевизија. До гледање! Дојдовме овде за 1000, ама тоа беше среќа и 300 не се малку. Јас сум многу среќна што учествувавме и што освоивме 500 евра. Дедо ми е еден од најпринципиелните плаќачи на сметки за струја, па може би и затоа ни се насмевна среќата и сме срекни добитници на 1000 евра.